Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. 8 месеци по пожарот во Пулс стартуваше судскиот процес. 38 обвинети седнаа на обвинителна клупа. За обвинителството ова не е несреќа. Дискотеката била буре барут. Судењето за кочани е тест за општеството, вели Филипче. ВМРО ДПМН очекува судот да обезбеди правда за Пулс. 65.000 евра месечно очекува државата од воведувањето на ДДВ за ефтините интернет нарачки. Кој ќе ги даде парите? Поплавени објекти, заглавени автомобили, одрони, поројните дождови предизвикаа проблеми низ државата. Врнежите ќе продолжат, најавува УХМР, пад на температурите од недела. Трамп ја прогласи Саудиска Арабија за главен сојузник надвор од НАТО. А во тема на денот вечерва за случајот Пулс, барањето на оставка и заплатата на обвинителите, разговарам со државниот јавен обвинител Липчо Коцевски. Останете со нас. Стартуваше судскиот процес за случајот Пулс. Под силно полициско обезбедување, но и присуство на родителите на загинатите во пожарот, почна еден од најобемните процеси во македонското судство. Иако најголема, судницата во Идризово беше претесна да ги собере сите. Судиката побара дисциплина и рече дека никој не може да каже колку точно ќе трае судењето. Поведното обраќање на обвинителот беше поздравено со аплауз. Во судница денеска беше Зоран Јелевски. Смртоносна стапица која никој не сакал да ја види. Вака јавното обвинителство ја нарече дискотеката Пулс на стартот од судењето за пожарот во кој загинаа 63 лица. Централно место во воведниот говор за трагедијата, обвинителството обезбедило за собственикот на Пулс Дејан Јованов. Тврдат дека негов интерес единствено бил профитот. Ако премолчиме и изгубиме вистината, ако не се соочиме со целосната димензија на оваа ненадомеслива загуба и оваа невидена трагедија, никогаш нема да имаме сила како општество да тргнеме на патот кон заздравување. Почини колку и да боли, пече и горчи во душите на сите, повикува и бара легитимни одговори. Кој дозволи работа на објектот, иако никогаш нема намена за вршење гостителска дејност? Кој дозволи влез без да обезбеди излез? Пиротехниката која била внесена за настапот на ДНК, обвинителството тврди дека не е единствената причина за трагедијата. Проблем бил и самото постоење на Пулс уште од отварањето во 2012 година. Работела без контрола од општината, пазарниот инспекторат, Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за економија. Раководните луѓе на овие институции, како што наведе обвинителството, си ја префрлале одговорноста кој треба да контролира. Затоа, како што се вели во воведниот говор, сите од 2012 па се до март годинава сносат одговорност за трагедијата. Доказите кои ќе бидат изведени ќе покажат без било какви дилеми дека злоделото во овој настан не е и не може да биде само казнивото действие на активација на пиротехниката и искрите кои достигнат до плафонот и предизвикаа пожар. Злодело и самото постојање на овој објект толку години. Клубот Пулс отсекогаш бил безбедносна смртоносна стапица. Буре барот. Затоа искрите без никаква пречка имаа каде и да посватат и да зацрнат и уништат толку човекови судби. Судијката Дијана Груевска-Илиевска побара дисциплина од сите учесници во постапката. Рече дека никој не знае колку долго ќе трае судењето, но порача ако сите редовно доаѓаат на рочиштата, ќе се дојде до вистината и правдата за случајот. Сите докази кои ќе ги предлагате ќе бидат изведени од било која странка, освен некои што ќе мислиме дека се навистина ирелевантни за да не ни се одолговлекува постапката. Можеме овој совет да ви гарантираме дека колку што можеме ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме за се што ќе се случува во јавноста, ќе бидете информирани. Судењето го следеа и родителите на загинатите. Со аплауз го поздравија воведниот говор на обвинителството. Лути се на адвокатите кои се обиделе да го одложат рочиштето заради спојување на обвинението за собственикот на фирмата за обезбедување. Голем срам
за адвокатите што ги бранат обвинетите, како немат чувства и осет на оваква голема трагедија, каде ни ги убија нашите деца. Не и знаеме сега дали они имат дома деца и дали така ќе размислуват и ќе постапуват да се на наше место, а не посакувам никој да е на наше место, да почувствува оваа болка, ние што ја имаме, со непроспиени ноќи и денови, ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче. А со постапката на бранителите денес, што почнаа, со првите постапки, нас повторно не убија. Судењето продолжува идната недела на 25 ноември, кога обвинетите ќе треба да кажат дали се чувствуваат за виновни или не. Им се суди на 35 лица, освен собственикот на Пулс за тешки дела против општата сигурност, одговараат уште тројца градоначалници на Кочани, 4 директори на ДЗС, 2 министри за економија, пазарни инспектори. Им се суди и на 3 фирми. Сите заедно обвинети се за тешки дела против општата сигурност. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Политичарите очекуваат целосна транспарентност и правда за случајот. Лидерот на СДСМ Венко Филипче порача дека судењето за Кочани е тест за општеството. Од ВМРО ДПМН велат дека е обврска и одговорност на судот да има правда за Пулс. Од тоа дека се работи за теза зрелоста на општеството кој ќе обезбеди вистината за трагедијата во Кочани, до тоа дека судот има одговорност да донесе правда во предметот за дискотеката Пулс. И власта и опозицијата со слични очекувања од судењето за пожарот во кој загинаа 63 лица. Но и СДСМ и ВМРО ДПМН не ја испуштија приликата и денеска меѓусебно да се обвинат дека прават притисоци на процесот. Лидерот на СДСМ бара транспарентно за да се избегнат манипулациите. СДСМ будно ќе го прати процесот, целиот овој случај, и ќе се спротивставиме на секој обид за манипулација или за прикривање на вистината или правдата. Барам и очекувам процесот да се води отворено, транспарентно, пред очите на целокупната јавност. Ова го должиме на родителите, ова го должиме на сите граѓани, ова го должиме на целото општество. Ова е еден голем тест за зрелоста на нашето општество. Сосема спротивно пак од партијата на Мицкоски ценат дека токму Филипче со ваквите изјави прави притисок. Пресконференцијата на Филипче е срамен обид да глуми чесен во ситуација кога цела држава знае дека има сериозни дамки од модуларната, па се до разни набавки во здравството. Цела држава знае, освен обвинителството. И еве го повикуваме обвинителството на Заев и Филипче да делува одговорно и да испита се. Вистината мора да излезе на виделина. Македонија мора да гради систем во кој нема да има повластени и недопрени, туку законот ќе важи за сите. Заради тоа, овој случај е исклучително важен, велат од владеачката партија. Во меѓувреме до нова година се очекува да почне со работа и анкетната комисија за случајот во собранието. Иако смета дека проширувањето на надлежноста на ова адхок тело со трагедиите од модуларната болница Турмотурс и Беса Транс е обид на власта за манипулација. Сепак Филипче прифаќа дебата и за овие случаи. Излегуваат на виделина нечесните намери на ВМРО ДПМН. Ако сметале дека треба да има анкетни надзорни комисии за тие други трагедии, се постава прашањето: зошто не ги побарале до сега? Зашто ги условуваат со ова што ние сега го бараме за Кочани? Тоа е првата работа. Втората работа, видовме како ВМРО ДПМН води една анкетна комисија, тоа беше таа за онкологија. Никој не избега од таа анкетна комисија. Јас бев на анкетната комисија, иако тогаш немав никаква јавна функција, но се докажа дека ја искривувале вистината и дека криеа документи. Тоа ли повторно сака да го прават? И да завршам на крај. Многу јасно сакам да кажам. Не бегаме од ниту една расправа. Од ВМРО ДПМН пак велат дека Филипче манипулира кога вели дека не се барани анкетни комисии за претходните трагедии, додека тие биле во опозиција. Подсетуваат дека за едната анкетна комисија власта на СДСМ и ДУИ не правеше кворум, а другата не стигна ни да биде ставена на дневен ред на седница. Катерина Нешкова, Сител телевизија.
Со тврдење дека македонските судии и обвинители се најплатени во регионот, владеачката партија ги повика да се ги засукаат ракавите и да работат наместо да бараат повеќе пари. Според опозицијата, актуализирањето на оваа тема е обид за дефокус од реформската агенда, за која според СДСМ владата нема направено ништо. Наместо да бараат повеќе пари, судиите и обвинителите да си ги засукаат ракавите и да си ја заработат платата. Владеачката партија оцени дека македонските судии и обвинители се најплатени во регионот, а имаат најниска доверба од само 2%. Германските судии завршуваат околу 800 предмети годишно, додека пак македонските само од 170 до 200 предмети. При тоа, македонските судии и обвинители земаат од 2,3 до 3,2 просечни плати, а германските судии и обвинители само 1,08 просечни плати. Наместо приоритет да бидат личните привилегии, приоритетот мора да биде правдата, ефикасното судење и независноста. Опозицијскиот лидер пак оценува дека власта манипулира со темата за да ја прикрие реалноста, а тоа е дека изминатата година не е донесен ниту еден закон од реформската агенда. Станува збор за тоа што и како треба да се направи за да се зајакне системот и да тие стигнат до поголеми буџети, така како што тоа функционира во развиените земји. Ете, тоа е вистинското прашање. А власта не го коментира така поради тоа што за реформи не станува збор. Не станува збор за реформи никаде. Ниту еден реформски закон не е донесен од реформската агенда. Зошто? Поради тоа што тоа не им одговара. Сакаат да ставаат партиски судии, партиски обвинители, тоа сака да го партизираат судството. Ништо друго. Парите кои правосудниот систем ги добива од државниот буџет стана актуелни по последниот извештај на Европската комисија, која оцени дека во овој клучен сектор Македонија нема направено никаков напредок, а неопходно е државата да обезбеди системска независност на судскиот систем преку обезбедување на повеќе финансиски средства. Премиерот Мицкоски вината за лошите оценки од Брисел ја префрли на судиите и јавните обвинители, а тие му возвратија со писмо дека токму неговите неаргументирани критики ја подкопуваат довербата, но и независноста на судската власт. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив за случајот Пулс, вечерва разговарам со државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Господин Коцевски, добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Добро вечер, благодарам на поканата. Слушнавме размислувања на многу страни кои што се дел од целата оваа постапка. Сакам да ве прашам какви се вашите лични очекувања од предметот Пулс. Видите, пред некој ден имавме средба со ВД председателката на Основниот суд Скопје. Имаше представник, односно председателот на Адвокатската комора, јас како државен обвинител и дел од обвинителите, токму во однос на овие околности очекуваме транспарентна постапка, динамиката на судење. Судот ја определува, од наша страна се исполнети сите услови, така да токму во тој правец, јас како државен обвинител ги ангажирав дополнително уште неколку обвинители, а се со цел да не се одоголекува постапката од страна на јавното обвинителство. Затоа што, еве, денес, колку што знам, некои не биле присутни од тие сите обвинители, имајќи предвид дека има некои неодложна работа, а некои други причини. Денеска на почетокот на судскиот процес судиката стави јасно до знаење дека никој не може да процени колку ќе трае судскиот процес. Таа вели може да трае 5 месеци, може да трае 5 години. Какви се вашите очекувања? Колку може да трае овој судски процес? Вака, во тој дел судивката можеби мислеше на конечна одлука, што верувам дека е така, меѓутоа секако не верувам на првостепена одлука, со оглед дека првостепена одлука да трае толку голем период, не верувам, имајќи ги предвид и одредени законски рокови, што сепак во однос на одоговлекување на судењето не, меѓутоа има одредени рокови во однос на определени мерки, што се определени мерки против самите обвинети. Сега слушнавме различни размислувања во јавноста, некои велат дека обвинителството е тоа кое што оставило простор да се одолговлекува постапката со тоа што 38 обвинети имате во еден предмет. Реално може ли да се очекува на секое судење да бидат присутни сите обвинети?
Во однос на тоа е погрешно гледање дека обвинителството оставило простор за одоговлекување на постапката, затоа што се работи за 35 обвинети кои што мора да бидат опфатени во истиот предмет. Јавното обвинителство на тие околности уште од почеток на постапката и истрагата размислуваше дали овој предмет може да се подели по евентуално институции, дали по периоди, дали можеше да јавното обвинителство направи некоја друга евентуална распределба, меѓутоа во почетокот тоа го размислуваше затоа што имаше околу 48 осумничени. Меѓутоа, со подигање на обвинение, се подигна обвинение само за 34 плюс уште 1, 35 и 3 правни лица, што значи дека бројот на обвинети не е, да речем, голем и воспротивно, доколку би се раздвоила постапката, тогаш има законска можност да едните обвинети бидат сведоци во друга постапка. Се работи за исти докази кои што би се повторувале во двете постапки и тоа би довело до поголемо одоговлекување на постапката. Поради целисходност на постапката, јавните обвинители одлучија, тимот на јавни обвинители одлучија да се води една постапка против сите обвинети, што оценам е и јас тоа како е најцелисходно решение. Може ли судот да ја раздвои постапката? Видите, судот денеска од она што го видов, воопшто не ја раздвои, туку воспротивно ја спои постапката по двете обвиненија, односно и постапката по обвинетиот за обезбедувањето, односно директорот на Рубик. Господин Коцевски, го слушавме во ведното обраќање на обвинителот денеска на стартот на судскиот процес. Многу јасни, многу конкретни ставови и информации изнесе за јавноста во тоа воведно обраќање, дека дискотеката била буре барут, дека сите биле свесни што се случува, дека чекале некој да пријави, дека воопшто не превземале ништо. Не знам кога била вашата последна средба со родителите, тие денеска со аплауз го поздравија ваквото обраќање на обвинителот, неговото воведно обраќање во судница, но ако застанете пред нив, може ли да им кажете дека обвинителството направило се од аспект на законската постапка за предметот Пулс? Вака, со родителите имавме досега 3 средби. Последната средба беше минатата недела. Сите овие околности им ги објаснивме на родителите и им ја објаснивме текот на постапката. Сите спорни нивни прашања што беа во нивни интерес, им ги објаснивме, така да во тој поглед од наша страна родителите се запознаени со сите аспекти на обвинението. Вие лично сметате дека се е опфатено? Што можело да биде дел од оваа постапка? Во овој момент, а врз основа на доказите, јавното обвинителство поднесе обвинение против 35 физички и 3 правни лица. Меѓутоа, тоа е јавното обвинителство што се однесува за овој предмет. Меѓутоа, при крај е постапката истражна во однос на полициските службеници, таму се офатени околу 30-тина, со тоа што очекуваме негде во првата половина од наредниот месец да се донесе јавно обвинителска одлука по тој предмет. Секако, во интерес на јавноста, морам да кажам дека се има уште една предистражна постапка, која исто така може да се очекува дека ќе биде во брзо време против за лица вработени во управата за јавни приходи. Што значи тоа во брзо време? Па, отприлика она што го кажав и за полициските службеници, може би и порано, меѓутоа во тој период. Знаете зошто ве прашувам дали може да излезете пред родителите и да им кажете дека се е опфатено? Затоа што јавноста за оваа постапка за вработените во УЈАП дозна од медиумите, од информации добиени од свиркачи, ги видовме тие пораки и комуникација на еден од собствениците на дискотеката со инспекторите, најава за инспекциски служби, па испраќање на подароци, дали им се допаѓаат, не им се допаѓаат, да не се случи во иднина да бидеме сведоци повторно на
на вакво нешто преку јавност? Видите вака, предистражната постапка е тајна. Таа постапка е почната заедно со постапката кога се почна и за предметот за кочани. Што значи дека јавното обвинителство не смееше да изнесува никакви докази и ништо да соопштува во однос на таа постапка и за која институција се работи. Токму од тие причини ние чутевме, ја водихме професионално постапката и затоа таа сега е и таа постапка, да речам, во завршна фаза. Но тоа е последната која што ќе биде дел од целиот овој случај. Видите, во моментов и за таа постапка има докази, што значи дека последната никогаш не може да се види, затоа што, верувајте, од она што го имаме како докази, излегуваат и други работи, што можеби ќе бидат проследени во друга постапка, во друго надлежно обвинителство, против одредени лица. Господин Коцевски, денеска стартуваше судскиот процес, но ја гледаме дека политичарите веќе се договорија да формираат анкетна комисија во Собранието. Тоа значи дека паралелно, додека се води овој судски процес, политичарите ќе водат политичка истрага во Собранието за случувањата во дискотеката Пулс. Како гледате, може ли ова да помогне, може ли ова да штети на постапката која што е во тек во судот? Видите, политиката треба да ги тргне рацете од оваа постапка, затоа што се води судска постапка. Тоа, дали ќе има анкетна комисија или не, тоа останува на политичарите. Меѓутоа, моje лично мислење е дека во овој момент се води судска постапка и не би било целисходно да се води анкетна комисија, имајќи предвид дека таму ќе се расправа можеби за одредени работи кои што ќе бидат предмет на судската постапка. Ја реков тоа лично моje мислење, меѓутоа на политиката оставаме таа да реши. Во секој случај сметам дека судската постапка треба да биде трансparentна и да заврши, па евентуално после, доколку сметаат дека треба да има некаква политичка одговорност, тогаш политичарите можат и да формираат анкетна комисија и така натаму. Во овој момент, моje лично мислење, сметам дека не е потребно. Коцевски, секојдневно ги слушаме пораките од говорниците на политичките партии, верувам ги слушате и вие во однос на тоа кој се мешал, кој не се мешал во судството. Во целиот овој период има некаков притисок врз јавното обвинителство? Видите, да имаше притисок досега, немаше да бидат толку обвинети, односно прво осомничени, па потоа обвинети, и немаше толку постапката да бидат опфатени. Со тоа што, верувајте, од она што го имам сознание од тимот на јавни обвинители, никој досега на никого нема вршено притисок. Ниту мене, ниту на нив, меѓутоа морам да нагласам дека во двете постапки е постапувано по кривична пријава на Министерството за внатрешни работи. Значи, тоа е еден дополнителен факт, да кој може да се меша во однос на јавно-обвинителските одлуки на јавните обвинители, и ги охрабрувам, јас држам со нив да не решим секојдневни состаноци, и вчера имавме состанок околу начинот на кој што денеска ќе биде презентирано во ведниот говор, така да верувајте, јавното обвинителство нема никаква селекција да врши во однос на потенцијалните нови, да речем, обвинети, односно и до сега немаше никаква селекција. Тие што има докази, подигнато обвинение. И понатаму за тие што ќе има докази, ќе биде подигнато или нема да биде подигнато обвинение. Да, без разлика на вашето размислување, вчера премиерот јавно побара ваша смена, вели дека не си ја работите добро својата работа. Го чувствувате ова како притисок или каков би бил вашиот одговор на овие обвинувања од премиерот? Видите, ваквата изјава е скоро неколку месеци. Јас и понатаму ќе продолжам да ја вршам работата законито, совесно, професионално, и се уште сметам дека се е тоа само политичка изјава, затоа што резултатите можам да кажам дека се истакнати во нашиот извештај годишен, па еве само за податок ќе ви соопштам дека од страна на Министерството за внатрешни работи имаме прилив од 14.000 предмети. Тој прилив како бројка од 14.000 предмети јавните обвинители го решиле.
Не викам дека тоа било годинава, меѓутоа како прилив од 14.000 предмети го решиле. Меѓутоа, имаме на 20.000 предмети решени за ова година, односно за минатата година. Тоа стои во извештајот, кој извештај е јавен, што значи дека во однос на работата на јавните обвинители, во моментов со помалку 70 на јавни обвинители, а пред неколку месеци со помалку 100 јавни обвинители, сметам дека навистина во тој дел можам само да ги охрабрам јавните обвинители и да им посакам и натаму успешна работа. Некако главна тема изминатиот период стана платите на судиите на јавните обвинители. Дури вчера премиерот јавно објави дека платата на председател на еден суд во државата изнесува 188.000 денари со додатоци. Денеска од владеачката партија ги повика и судиите и јавните обвинители да се ги засукаат ракавите и да работат за тоа што биле најдобро платени во регионот. Најдобро ли сте платени? Видите, во однос на платата на јавните обвинители на судиите, ќе кажам едно, само дека платата е регулирана согласно закон. Доколку законодавецот смета дека таа плата е висока, може да донесе закон да ја намали. Во тој дел ние не можеме ништо. Законодавецот тој е кој што одлучува за висината на платата. Што значи дека точно така нека се изврши некое споредување со околните наши соседи и нека се утврди колку е платата на јавните обвинители, на судиите во нашето соседство, тоа не е никаков проблем. Значи, не можеме ние како јавни обвинители да влијаеме на платата, затоа што тоа е регулирано согласно закон. Како платата, така и додатоците за плата. Со тоа што само ќе истакнам дека оваа година многу малку или за, не знам, 1, 2, 3 месеци можеби се исплатени само додатоци на јавните обвинители и на јавно-обвинителската служба. Затоа што, согласно сегашниот закон, јавниот обвинител може да определи додатоци на јавните обвинители до 30, односно таму до 35%. Јас како државен јавен обвинител им определив само 1%. Токму за да не бидеме подложни на судски постапки. Затоа што сепак треба да се штеди. Ценејќи ги сите околности, мое дискреционо право за јавните обвинители е да им определим дали ќе има или нема додатоци. Оваа година, да ви кажам дека најмалку имаат земено додатоци, ја ќе кажам неколку месеци беше тоа 1%, а после и да речем 0. Знаете ли колку изнесува просечна плата на обвинител? Немам сознанија, меѓутоа тоа можете дополнително да го доставите до нашата пресслужба, ќе ви каже, или евентуално до управата за јавни приходи кој што располага со така. Се најавува некакво решение за финансиска независност до крајот на годината. Какви се вашите очекувања или имате ли пресметка колкав процент би бил доволен за да се исполни во целост работата на јавното обвинителство? И во тој поглед законодавецот предвидел и со досегашниот закон за јавно обвинителство да на јавното обвинителство му се додели 0,4% од буџетот. Че истакнам на оваа околност имаше и од страна на Државниот завод за ревизија и извештај во однос на трошењето на буџетските средства и Државниот завод за ревизија многу јасно кажа дека во конкретниот случај на јавните обвинители не им се исплаќа по закон она што е предвидено. Сегашниот закон, еве и денеска го добив предлог и тоа се расправаше неколку месеци, е предвидено да тој износ се зголеми на 0,5%. Законодавецот така смета дека со тој процент ќе се задоволат потребите на јавното обвинителство. Вие мислите дека ќе се задоволат со 0,5%? Ние мислиме дури и со 0,4%, имајќи предвид дека сега се доделуваат само околу 0,2%. Неколку години, не е да оваа власт тоа го, од неколку години уназад, затоа што законот е донесен за јавно обвинителство 2020 година,
Од тогаш навамо околу 0,2 се доделуваат секоја година парични средства на јавните обвинители. Господин Коцевски, морам да ве прашам и за два актуелни случаи во јавноста. Многу вознемиреност кај граѓаните внесе она информација објавена од страна на министерот за здравство во однос на наодите пронајдени, утврдени од стручната комисија, која што посочи дека повеќе од половина од пријавените случаи за непотребни операции на срце потврдиле дека непотребно биле вршени. Постапувате ли по овој случај? Ќе чекате прво извештај да добиете од оваа комисија? Што се случува? Немам некои посебни информации, освен овие информации од медиумите, доколку нешто денови ве стигнало не знам, меѓутоа у секој случај чекаме што ќе одлучат она комисија, односно комората или кој беше таму, да ни достават одредена документација за да евентуално ние постапиме и дадеме одредени напаствија во текот како ќе се преземат одредени действија. По неколку месечна работа, како што рековте, беше приведен директорот на платежната агенција, по ова беа блокирани средствата од ИПАРД програмата, одговори бараат и европските институции. До каде е постапката? Ќе има проширување на осомничените? Дали ќе има проширување или не, се уште не знаеме, имајќи предвид дека се работи во моментов на екстракција на телефоните, на електронските уреди, има притвор за неколку мина, односно речи се за сите, освен еден домашен притвор, така да постапката мора да биде брза, имајќи предвид дека се работи за притворенички предмет, меѓутоа се зависи од добивање на доказите, односно обезбедување на цврсти и сигурни докази. Господин Коцевски, благодарам многу за гостување. Благодарам и на вас. 65.000 евра месечно очекува државата од воведувањето на ДДВ за ефтините интернет нарачки. Кој ќе ги даде парите? Поплавени објекти, заглавени автомобили, одрони, бројните дождови предизвикаа проблеми низ државата. Врнежите ќе продолжат, најавува УКМР, пад на температурите од недела. €65.000 евра месечно очекува државата од воведувањето на ДДВ за ефтините интернет нарачки. Според Министерството нема да има никакви дополнителни финансиски оптеретувања за граѓаните, а цената ќе биде таа која ја гледаат на интернет страниците за нарачки. Даночните експерти пак велат дека ДДВ-то сепак ќе биде пресметано во крајната цена. Од следната недела ќе се плаќа 18% даноки за нарачките до 22 евра од Тему, AliExpress и другите интернет продавници од странство. Собранието ги изгласа законските измени и тие ќе стапат во сила 8 дена по објавата во Службен весник. Целта е да се зајакне домашната економија, велат од Министерството за финансии. Очекуваат прилив од околу 65.000 евра секој месец, пари кои ќе се пренасочат во стопанството. Трошокот за пресметка и плаќањето на ДДВ нема да падне на товар на граѓаните, што значи дека нема да има промена на цените за крајните потрошувачи, а мерката ќе обезбеди фер конкурентност помеѓу домашните и странските онлайн продавници, велат од финансии. Министерката Димитриевска Кочовска во тема на денот посочи дека плаќањето на ДДВ-то кон државата ќе биде обврска на шпедитерите со кои соработува Тему. Даночниот експерт Павле Гацов пак објаснува дека за оние кои веќе нарачале производи цената нема да се менува, бидејќи таа е платена. Тоа значи дека краткорочно добавувачот ќе го плати данокот од сопствениот джеп и неговата заработка малку ќе се намали, но кај идните нарачки продавачите ќе го вградат зголеменото ДДВ во цените, за да ја задржат истата добивка. Во економијата има правило. ДДВ-то последен го плаќа граѓанинот. Тоа значи дека секогаш ќе падне на грбот на последниот купувач. Овде последен се граѓаните, така да сигурно дека ова ќе биде удар на оној што последен купува, плаќа, бидејќи добавувачот се разбира ќе сакат да го вгради ДДВ-то во цената за да го превали на потрошувачот. Сигурно нема шноличка што била 100 денара и понатаму да биде 100, ќе биде 120, 118 за да биде истата заработка. Така да во овој контекст нема бизнесмен што ќе работи на своја штета и не знам да одвои од својот профит 18% за државата. Данок нема да се плаќа за пакет испратен како подарок, но под услов да не чини повеќе од 22 евра и да не е алкохол, парфем или цигари. Мартин Арсов, Сител телевизија. Поплавени објекти, заглавени автомобили, одрони. Бројните дождови предизвикаа проблеми низ целата држава. Врнежите ќе продолжат, најавуваат од УКМР, а пат на температурите се очекуваат од недела.
Поплави, одрони, спасувачка акција и отежнат сообраќај. Влажниот бран што ја зафати Македонија предизвика сериозни проблеми за возачите, пешаците и службите. Повик за спас на 2 лица заглавени во автомобил рано утрово била првата работна задача за пожарникарите во Старо Нагоричане. Спасувачката акција резултирала успешно. Лицата биле заглавени до бањата во село Стрновац поради изливање на пчиња. Из Скопје 8 на подтемни облаци. Сител направи обиколка. Дел од улиците претворени во вештачки езера. Во Козле жителите едва и успеа да ги извадат своите автомобили од поплавените паркинзи. Службите во Центарот за управување со кризи имале полни раце работа. Во Скопје пријавено е досега поплавување на еден стамбен објект. По Старо Нагоричане реката Пчиња излегла околу 20 сантиметри над коритото на неколку локации, без зафатени куќи, а се расчистува на собраната дрвена маса кај Коински мост. Во Битолско и Решенско има повеќе одрони и поединечни поплавени објекти, а екипите активно ги расчистуваат коритата и приодите кај мостовите. Синоптичарите предупредуваат дека во последните 2 дена најмногу дожд наврнало околу Лазарополе. Врнежите од дожд ќе се задржат до крајот на неделата. Јутре не очекува променливо облачно време со локални врнежи од дожд кои што конкретно денот ќе се засилат, а од петок не очекува нов бран на врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер, локално во форма на невреме и појава на грмежи. Поради обилните дождови кои што ја зафатија државата, значително е зголемен водостојот на реките, особено на Вардар. Токму поради ваквите причини властите препорачуваат внимателно движење покрај реките и езерата во државата. Габриела Лескова, Сител телевизија. На булеварот Александар Македонски во општината Газибавадоц на синоќ е било забележано масивно истекување на хемиска пена која потекнува од фирма што работела во непосредна близина. Од градот не го откриваат името на фирмата, додека не ги добијат лабораториските резултати. На местото на настанот веднаш бил извршен вореден инспекцијски надзор, а се најавуваат соодветни санкции по завршување на постапката. Случајот со масивното истекување на хемиска пена на сред булевар Александар Македонски во Газибаба, синоќа во доцните часови не се должеше на забава, туку на прекршување на еколошките прописи. На фотографиите може да се забележи како пената истекува и од шахти и на булеварот. Градоначалникот на град Скопје соопшти дека го пронашле виновникот, фирма која стопанисувала во близина. Не откриваат која, бидејќи се уште ги чекаат мустрите од пената кои се испитуваат за да се утврди дали и колку е штетна, а потоа ќе биде казнет со највисока глоба, како што не брифира од градот Скопје. Екипите на градот уште синоќ излегоа на терен, поради, како што велат, алармантната состојба и направиле увид. 2 цистерни на водово чистеле, а и тоа ќе биде вклучено во фактурата која ќе ја испратат на фирмата. Станува збор за сериозно нарушување на законските прописи и директно загрозување на животната средина. Надлежните институции веднаш постапија. Земени се проби од шахтата, од површината на булеварот, како и од пеноматот во сопственост на правното лице. Детално ќе биде анализиран елаборатот за животна средина кој субјектот е должен да го поседува, за да се утврдат причините и евентуалните неправилности во неговите оперативни процеси, напиша градоначалникот Георгиевски на социјалните мрежи. Примероците земени за испитување би требало да се готови од 24 до 48 часа. Денеска булеварот Александар Македонски беше чист, а траги од пена немаше. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Охридско лето и Ајден Македонија ја потврдија соработката и во наредните 3 години. Со овој договор Ајден продолжува да биде генерален спонзор на манифестацијата. Оваа соработка овозможува и постфестивалска програма. Организаторите најавија значајни концерти и тоа на 29 ноември во Македонската филхармонија и на 20 декември во Охрид, за кој влезот ќе биде бесплатен. Представува особена чест што можевме да бидеме поддржувач на Охридското лето и пред се што ќе бидеме поддржувач на Охридското лето во следните години. Оваа година под мотото Свеж бран култура, така беше, да, Свеж бран култура, имавме можност и чест, како што спомнав, да на некој начин го ставиме, ја ставиме културата на пиедесталот, дали се работи за театарот, дали се работи за музиката,
но пред се да ја позиционираме на она врвно место каде што реално и треба да биде. И тоа на некој начин е и нашата стратешка определба и така нашата визија како Ајден Македонија. 65-тото издание на Охридско лето покажа дека културата има моќ да обединува, да инспирира и да носи нови, свежи идеи. Особено сме горди што оваа година го официализиравме партнерството со Ајден Македонија преку потпишување на 4-годишен договор за стратешка соработка. Новото партнерство со Ајден Македонија за нас значи нова визија на културниот развој, стабилност и отворени можности. Со ваква поддршка, фестивалот ќе добие можност да се развива и надвор од летните месеци. Во продолжение Блог вести од светот во избор на Емилија Штериев.